Еве денеска синдикатот при Судски совет, при синдикатот на администрација и државна управа повторно излегува на еден предувачки протест, како што тоа беше и во минатото. Причината е правото од колективен договор или оние додатоци од плата кои што им следуваат согласно колективниот договор, а во март месец оваа година беа укинати. Која е причината? Причината ја знаеме сите, како што е во целото правосудство, зашто се укина додатоците на плата заради немање на доволно финансии во судскиот буџетски совет заради покачување на платите на судиите, но од друга страна кривицата исто така ја насочуваме и кон Министерството за финансии, кое што Министерство не најде за сгодно да ги исплати додатните блок трансакции кон судскиот буџетски совет за да можат вработените во овие институции, пред се во институцијата Судски совет да можат да се исплаќаат додатоците на плата, иако претходно со буџетот од 2023 година во ставката на плата беа обезбедени. Веќе синдикалната организација на Судскиот совет е во помирување, има помирувач. Помирувањето истекува на 3 или 4 декември, после тоа следува генерален штрек. Неколку години наназад се обидува владата да ја деградира јавната администрација. Не сме кривци ние што работиме во јавната администрација, туку криви се оние што ја раководат таа јавна администрација. Сведоци сме на голем непотизам во јавната администрација, сведоци сме дека има луѓе кои што не идат на работа, но тие луѓе како овие што се тука позади мене, секојдневно совесно си ги извршуваат работните задачи и не само нивните, туку и за оние кои што не ги извршуваат и за оние кои што не доаѓаат на работа. Затоа еве им препорачуваме, исто така како што го кажавте и пред 4 месеци кога се потпишуваше општиот колективен договор и кога укажавме на овие проблеми што ќе се случат и затоа бевме против таков општ колективен договор. Еви сега ги повекуваме да седнат во парламентот, додека се носи буџетот на Македонија и да изнадат пари, да им го дадат заслуженото на јавната администрација,